Граѓанското здружение ИНИ од Виница спроведува истражувачки проект во врска со состојбите во управувањето со човечките ресурси, транспарентноста, отчетноста и дигитализацијата на јавните услуги на општините и на јавните комунални претпријатија во источниот плански регион. Во тие рамки во Кочани се одржа тракалезна маса на која со представници од општините и јавните претпријатија се дискутираше за искуствата со знанијата, предностите и слабостите со кои тие се соочуваат, како и за насоките за подобрување на состојбите во иднина. Очекуваме да добиеме еден добар фидбек од другата страна на масата, односно ние сме овде вршиме мониторинг, но што мислат самите институции кои што го работат цело време. Значи, представниците на раководителите на секторот за управување со човечки ресурси да кажат кои се нивните предизвици со кои што се соочуваат. Дали имат влијание, немат влијание, зошто нешто се случува, да речеме некои параметри кои што се појавуваат во податоците кои што ги добивме од нив, да побараме објаснување зошто е тоа така. И да извршиме, да произлезат од ова, треба да произлезат заклучоци и сето тоа да се преточи во препораки кои што ќе одат до администрацијата, мислам локалната и регионална, а и ќе одат на повисоки инстанции, што е она што треба да се направи, што мислат локалните власти за реформата на јавната администрација во Македонија. На дебатата накратко беа представени резултатите од мониторингот што Здруженијето ИНИ ги направило кај општинските и комуналните претпријатија во регионот, при што беше укажано дека кај некои субјекти е забележана драстична разлика во бројот на привремени вработувања. Представници од локалните самоуправи и од јавните претпријатија искажаа мислење дека тоа се должи на специфични услови за работење, но и на законски недоречености и измени што треба доправа да се направат, а на што се чека подолг период. Крајните резултати од целиот проект треба да бидат елаборирани до крајот на овој месец.